Пронајдов многу чудни структури на Google Earth кои што се наоѓаат на врв на планина, па се решив да одам да ги истражавам. Некаде сум на пола пат до тие структури, меѓутоа природата е прекрасна и уживам во секој метар од оваа прошетка. Зад мене е Велешката котлина, се гледа и Велес и поприлично сум високо искачен, одам накај интересните структури што ги најдов на Google Earth. Еве, дојдов и до местото кој што го најдов на Google Earth, кој што беше полно како со ридови, невообичаени структури, бев во право. Тука се наоѓаат некакви стари бункери. Ова е еден зад мене, сигурно под секој рид се кријат и други бункери. Пајде да одиме да ги видиме и овие бункери.
Значи, тоа што ми беше најинтересно кај овие бункери е тоа што имаше ридови во кои што не можев да го најдам влезот, а беше очигледно дека има нешто внатре, односно дека нешто е покриено. Дали се работи за голема подземна база, јас не знам. Меѓутоа, еве, например, овој рид има излез за воздух. Гледате, има цевка доле. А сега ќе одам околу ридот да барам влез нигде не можем да најдам. Самата цевка што ја најдов за воздух, значи дека ова е исто така некој објект кој што е целосно покриен. Овакви ридови има многу наоколу и имаше многу други цевки за воздух на различни места, меѓутоа влез во структурите немаше. То значи дека голем дел од објектите се под земја, што ја прави мистеријата за ова место уште по-голема. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Се надевам дека беше интересно. Се надевам дека си поминавте убаво со мене. Јас си поминав одлично. Да ви се заблагодарам што гледате. Да ве потсетам да се претплатите или да станете членови и така директно да го поддржите Сонцовиот каналот. А јас ви благодарам што гледате, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео. До тогаш, останете ми во добро и поздрав!